Овие денови Прилепскиот театар како донација од Министерството за култура доби нова современа опрема, со што значително се подобри условите за работа во оваа културна институција. Прилепскиот театар доби 10 нови рефлектори, голем број на стојки, сијалици, 4 микрофони и современа дигитална миксета. Од Центарот за култура, по чија надлежност е театарот Војдан Чернодрински, вела дека сега ќе се збогата техничките можности на театарот, а со тоа би се отвориле и можности за создавање на посовремени и поквалитетни представи. Се збогати фондот на опрема во театарот, со што би се подобрил и квалитетот на самите представи. Ние сме задоволни од она што го добивме како опрема и на тој начин сега сме поспремни технички за да можеме да влезиме во современите текови на стварање на театарска представа, значи што се европски и светски, така да нормално е дека на тој начин напредува и театарската уметност сцена и во Република Македонија, со тоа и во Прилеп. Најзадоволна секако од оваа одлука е прилепската публика, односно љубителите на штиците кои живот значат. Тоа е знак дека Министерството за култура е задоволно од она што Прилепскиот театар во изминативе години го има продуцирано и ни даде оваа година и поголема доверба. Значи, ние сме еден од театрите кои имаме сега и најмногу прифатени проекти, но тоа не значи дека ние ќе останеме само на тие 4 премиери поддржани Министерството. Планираме оваа година да имаме и друга представа која ќе биде во продукција на Центарот за култура Марко Цепеков, тоест на театарот Војдан Чернодрински. На тој начин се надевам дека ќе имаме оваа година и 5 представи. Моментално се подготвува првата представа за оваа година. Тоа е Хамлет од Долна Мрдуша, од Иво Брешан, а во режија на прилепчаницот Кирил Петрески. Представата ќе биде комедија, а во неја ќе учествува поголем дел од прилепскиот ансамбл на актери. Се очекува премиерата да биде готова за околу 40 денови.